Добар ден, почитувани гледачи на видео изданието на порталот Работник. Денеска, мој гостин е председателот на најголемиот синдикат во јавниот сектор, СОНК, господинот Јаким Неделков. Господине Неделков, добро дојдовте. Во оваа емисија ќе зборуваме за на повеќе теми. Ќе опфатиме темата со креирањето на синдикати на универзитетите од страна на самите работодавачи, за новиот грански колективен договор ќе зборуваме и така натаму. Моето прво прашање е што периодов актуелна тема е во медиумите, но и во вашиот синдикат, бидејќи вие практично сте како синдикат представник на вработените во универзитетите. Уште се уште не се исплатени тие 10% кои што требаше да започнат со исплата од 1 јануари 2020 година. Сега вие пред некој ден на Facebook реагиравте со едно видео каде што министерот Адеми кажува дека ќе има покачување и вклучително и во високото образование од 1 јануари 2020 година. Но тоа се уште не е исполнето. Сега, вие наведовте во самата објава дека времето истекува. Сега, што откако ќе истече времето, што СОНК ќе преземе? Уште еднаш официјално добар ден до вас и до вашата редакција, до вашите читатели на порталот Работник. Се разбира, и мене ми е особено чест и задоволство да бидам гостин денеска кај вас и да дадаме едно ексклузивно интервју, за кој што ќе поразговараме за многу актуелни теми во однос на синдикат, синдикално организирање и действување. Особено од најавата ваша, што мене лично ми годи дека сум председател на најголемиот синдикат во јавниот сектор, меѓутоа за волја на вистината најголем синдикат и во приватниот сектор. Значи, севкупно, исклучително најголем синдикат во државата, кој што исклучително и е најдобро организиран и представува сериозна организација која што може да направи и прави сериозни поместувања во синдикалното организирање и действување. Ова не би сакал да звучи како само рекламирање на нашата организација, ова го кажувам и од аспект на тоа што надлежните во државата практично и иако знаат, меѓутоа е уште едно подсетување да знаат со кого си имаат работа. Хубаво што го кажувам да знаат со кого си имаат работа, не значи дека ја се заканувам, меѓутоа како сакат нека го сватат од аспект на тоа што е и вашето прво прашање отворено до мене, што се случува со она што веќе го договоривме со Министерството за образование и наука, потоа што со министерот зголемување на платите во дејност на образование, значи она што требаше во високото образование и науката да се случи, да се зголема платите, тоа не се оствари. Се разбира дека ние тука нема да застанеме, јас и дадов изјава дека времето истекува. Песочниот часовник истекува и треба нешто да се стори и ќе се стори. Во овој период на годината, во овој период на политички парламентарни избори, наистина не е лесно да се изнајде решение околу настанатиот проблем, меѓутоа сакам да ви уверам и вас и целокупната јавност дека СОНК нема никогаш да се откаже од овие 10% кои што сега ги договаравме за високото образование и наука и секако со нашите активности кои што во периодот што следува ќе работиме тоа да се и оствари. Ако има избори, тоа не значи дека органите на власта не работат, не значи дека тоа министерствата и министрите не работат, напротив, тие нормално си функционираат и во таква
во такви околности каде што се подготвуваат за избори, меѓутоа надлежните во Министерството работат и ние ќе продолжиме со активности кои што ќе во правец на издвојање на решенија. Реков, за жал, во овој период на предизборен период невозможно е да се исплатат тие 10%, меѓутоа тоа не значи дека после изборите нема да се исплатат. И јас сум сигурно и длабоко уверен дека тие пари ќе си легнат на сметките на вработените во високото образование и науката. Вашата реакција на Facebook, дали имаше повратна реакција од страна на МОН до вас? Па за жал не, морам да бидам искрен, не. И каква реакција би имало кога е кристално јасно. Кога од септември месец преговаравме со Министерството за образование, безброј пати го искажавме нашето задоволство во однос на релациите кои што се помеѓу МОН и СОНК, кои што беа безпрекорни, коректни, каде што со Министерот за образование апсолутно немавме никакви проблеми во однос на преговорите. Се разбира дека секој си ги штити своите интереси, Министерството и владата си ги штитат нивните интереси, си има своји ставови во однос на одредено прашање, меѓу другото и за зголемување на платите, ние си имаме своји ставови. И тоа не значи дека ние со диалог не може да ги приближиме ставовите и да најдеме взаемно решение. Тоа и се случи, падна договор околу зголемување на платите и тоа беше многу јавно и транспарентно објавено секаде во медиумите, на пресконференции со разни изјави дека платите во секторот или дејност образование ќе бидат зголемени за дополнително 10%, почнувајќи од јануари 2020 година. Кои се причините зошто во високото образование и наука не се зголемени платите, ние можеме да кажуваме фактичка состојба кои беа причините, меѓутоа дали е на вистина тоа до ден денес јас не сум уверен. Сега, да ве прашам, но не знам дали ова прашање би било на место, бидејќи сме во предизборие, но еве сепак, доколку, да речеме, не се оствари ова барање на СОНК, кое што беше претходно договорено, дали би постоеле шанси да преземете некои мерки, по случај радикални? Да, дефинитивно, јас се ви најавив во тој правец, веднаш по завршување на изборите, при формирање на владата, кога ќе се знае кој ќе биде министер и кој ќе го води овој ресор, сигурно е дека ќе преземе активности, се разбира, нема веднаш најрадикални, ќе бараме средба и разговор со новиот министер кој да биде, разговор во однос на ова прашање, доколку министерот и владата излезат во пресрет и навистина сватат дека е направена грешка во претходниот период и веднаш одговорат на нашите барања, тогаш ќе нема никаков проблем. Меѓутоа, доколку се игнорира и доколку не се прифати нашето барање за исплата на тие 10% кои што веќе овој период треба да се исплатат, што значи ретроактивно на кој начин и која техника ќе се примени, не навлегувам во тоа, меѓутоа овие пари од јануари до условно кажано до мај или до јуни, дефинитивно ќе ги бараме тие средства, да се префрлат на сметките на вработените, особено што мислам дека не постои никаков проблем во однос на планирањето на буџетите, односно на буџетот, од аспект на тоа што нашето длабоко уверување дека во буџетот за 2020 година се предвидени и овие 10% зголемување на платите за високото образование. Добро, моето следно прашање е со оглед на тоа дека актуелна беше и се уште е темата со формирањето на синдикат на јавните универзитети во Македонија. Ми се чини, вие рековте на една ваша пресконференција сега на последната дека е формирана една синдикална организација на УКИМ, нели? Но сепак не е регистрирана, нема се уште ништо, не се води како синдикат, бидејќи не е регистрирана ни во Централниот регистар, ни во Министерството за труд и социјална политика. Но одеднаш настана тука затишје. Што се случува? Имате ли некои додатни
информација околу тоа случување? Па тоа по мене, јас тогаш кажав, тоа е скандал во однос на тоа што работодавачите формираат синдикални организации. Сега од оваа перспектива ќе кажам дека невидена лакрдија беше тоа. Меѓутоа, еве, за волја на вистината се формира една синдикална организација на УКИМ, според нашите информации. Не сум сигурен на другите универзитети, Свети Кирил и Методи, Климент Охридски, Битола, не сум сигурен, додека пак другите универзитети, како што се Штивскиот, како што се Мајка Тереза, Тетовскиот и Апостол Павле, немаат формирано така наречени универзитетски синдикати. Гоце Делчев е репрезентативен синдикат СОНК, не од сега, од поодамна, и тој апсолутно немаше нити потреба да бара согласност, дозвола или не знам што за подпишување на колективен договор на ниво на работодавач. За жал до сега не е подпишан колективен договор на ниво на работодавач и за мене од непознати причини тоа не е направено и вработените се скратени за тие 10%. Апсолутно никаква законска пречка немаше во Гоце Делчев тоа да се случи. Исто така и во Универзитетот Мајка Тереза, кој што дополнително се формираше синдикална организација, исполнуваме цензус за репрезентативност на ниво на работодавач и тука не е завршено, како и во другите универзитети, да не ги прозивам, кој што по мене, по моје длабоко верување, воопште немаше потреба за истакнување на прашањето на репрезентативност на ниво на работодавач. Ако постоеше проблем за исплата на овие средства, законска пречка, многу легитимно требаше министерот за образование да не повика нас како синдикат, заради тоа што ние ги договаравме зголемувањето. Ние, ако имаме проблем, ние требаше да изнајдеме решение, а не да се формира нов синдикат кој условно би докажал репрезентативност, па би подпишал колективен договор. Ние, кога велам ние, сега зборувам како СОНК, на УКИМ ни фале околу 50-60 наши членови. Тоа немаше да биде проблем ние да обезбедиме толку членови да се зачленат за да се заврши работата без никакви проблеми. Дури да тоа да не беше, ние имаме коректни односи со другиот синдикат во високото образование, со НАКС, кој што се договоривме дека можеме и да се здружиме за да заеднички докажеме репрезентативност и да го подпишеме колективниот договор на ниво на работодавач, доколку сакаат да навистина да го решат проблема. Ми се чини дека од кога слушнаа дека ќе се здружиме со НАКС да го подпишеме колективниот договор на ниво на работодавач, на ниво на УКИМ, тогаш испадна НЕА и сега не мора преку синдикални организации, а сега ќе го менуваме законот за исплата на плати. Значи, Тоа беше и најавено, нели, ректорот на УКИМ па да, во свој фејсбук пост, да, рече дека со законски беше кога видоа дека не можат прво да го регистрираат синдикатот затоа што процедурата е тотално наопаку. Второ, многу пати кажавме, спротивно е на закон за работни односи, на меѓународни конвенции, работодавецот да учествува во организирање на синдикална организација. Апсолутно е неприфатливо. И колку да изјавите на ректорот беа со уверување дека тоа го прави тој, дури тој не негираше дека тој е меѓу другото иницијатор за формирање на синдикат. Тој не негираше, него се фалеше со тоа како тој се грижал за подобрување на социјалниот статус на вработените на универзитетот. Значи, апсолутно е тоа невозможно, неприфатливо. За ова исто ние ги информиравме меѓународните наши синдикални пријатели, меѓународната организација на трудот, Европската и Светска конфедерација на синдикати, кои впрочем беа и кај нас во просториите на конфедерацијата пред прилика 4 дена, кои што состојбите во синдикалното движење и организирање тоа што ние ги информиравме континуирано по писмен пат, дојдоа да се уверат дали е навистина така и
да ги видат материјалните докази дека е така. Така да е, повторно ќе се навратам и тука би го заокружил овој проблем, дека се случува и се случи невидена лакрдија и живување со високо образовните институции во Македонија. За жал, колатуарна штета, се извинувам на терминот, остана вработените во високото образование и наука. Што се стои за ова во овој момент? Не би коментирал, меѓутоа вработените во овие дејности останаа губитници. Значи, во високообразовни институции, кои што дел од тие вработени, конкретно ќе кажем на правниот факултет, голем дел од професори на правниот факултет ги креираат законите во државата, уставот во државата, ги креираат, не изнајдоа начин, модел, енергија, сила, желба, волја и така натака, да го покренат прашањето за фрлање на тие правилници од минатиот век, фрлање во карта и да седнат и да направат колективен договор со кој што ќе се регулираат и правата и обврските и на вработените, меѓутоа и на работодавецот, односно ректорот. Сега ние имаме тако шаренило во високото образование и науката, поштувајќи од работни услови, продолжувајќи со висина на плати, со недостаток на професори, недостаток на асистенти кои што помагаат и така натака, со различни плати на администрацијата по различни факултети. Значи, кој факултет колку може да оствари сопствени приходи, толку и си има плата повисока, да речеме. Оние факултети кои што се ниско буџет или непродуктивни, условно кажано, тие си се со плати кои што навистина се далеку испод тоа што заслужуваат и испод дејноста која што извршуваат. Така. Сега би сакал да се осврнам на новиот крански колективен договор кој што се потпиша буквално во јавната администрација. Важи само за некои медиуми, вика 17.000 членови, извинете, вработени, некој вика дека ќе важи само ќе важи за 20.000, некој за 19.000, без разлика, значи ќе важи само за одредена 20.000, во јавната администрација се 55.000 од прилика вработени, значи дека ќе важи само за делот од вработените. Вие во рамките на Конфедерацијата на слободни синдикати, низ протестите кои што ги одржавте во 2019 и имаше еден протест, ми се чини во 2018 година во Скопје, беше на 27 јануари, беше одржан. Баравте на секој од овие протести воведување на К15 во јавниот сектор. И сега со овој колективен договор само од одредени професии добиваат. Значи, добиваат за гледачите да напоменеме уште еднаш. К15 со овој колективен договор ќе добијат вработените во министерствата, во судовите, во обвинителствата, државното правобранителство, казнено-поправните установи и центрите за социјална работа, вработените во општините, во град Скопје, јавните установи формирани од владата и во другите органи основани од собранието. Додека во колективниот договор не влегуваат вработените во образованието, во здравството, во полицијата, одбраната и јавните предпријатија формирани од општините и град Скопје. Што значи дека просветните работници овој пат нема да со овој колективен договор нема да бидат офатени. Што вие мислите за ова? Со оглед на тоа дека повеќе од година барате да се воведе К15 за целиот јавен сектор. Изгубивме како вработени во јавниот сектор, впрочем со оној закон за бруто плати, кој што беше реформски закон во платниот промет, закон со кој што сите работници земаат бруто плата и кој што практично беше и директива од Европската унија, со која што
се велеше освен плата, сите оние придонеси на плата кои што не се функционални треба да се скратат. Тоа беше една голема лага, каде што ние во интерес на државата, во интерес на просперитетот на државата и во интерес на усогласување на нашите закони со европските закони, прифативме или бевме излажани дека К-15 нема никаде во Европа, дека трошоци за превоз кои што ги надокнадува работодавачот нема никаде во Европа и така натака, за да тоа така лесно го изгубиме. Јас тогаш не бев на оваа позиција, меѓутоа не можам ни да се амнестирам дека не сум учествувал во тоа губење на работничките права, затоа што сум бил председател дали на синдикална организација или на регионален одбор, и неважно е, се ставам во тие кои што дозволил тоа да се изгуби, и од таа причина, од кога осознавме дека во Европа и тоа како се исплаќа 13-та плата, нека не биде регрес за годишен одмор, нека биде 13-та плата, нека биде божичница, нека биде друг термин, што е многу легитимно се исплаќа во европските држави, нека не лажат се уште дека трошоци поврзани со превозот на работниците не се исплаќа некаде, се исплаќа, и тоа како се исплаќаат и други привилегии на вработените во јавниот сектор, овдека во Македонија не се исплаќа. Од тие причини, ние уназад неколку години почнавме многу интензивно да работиме на враќање на изгубените права на работниците, меѓу кои и регресот за годишен одмор. Јас немам против исплаќање на регрес по основ на грански колективен договор, кој што еден од гранските синдикати се изборил или издействувал за неговите членови. Односно, дури и тоа е многу симптоматично за кого е ова договорено. По мене, навистина, треба да биде она што велиме, оној кој што се изборил, треба да биде за неговите членови, а не за сите. Дури до таму ова. Меѓутоа, оно што е симптоматично. Прво, во кој период се случува таков грански колективен договор, што е легитимно, меѓутоа со вакви привилегии кои што личат на предизборен маркетинг или подкуп, ако така сакате и да го разберете. А сите така... Второ, зошто на безброј пати поставување на прашањето на економско-социјален совет, каде што сум член, отворање на прашањето за општ колективен договор, каде што ќе се регулираат правата и обврските за сите во јавниот сектор, секогаш ова прашање беше избегнувано и рано е ќе се пристапи кон општ колективен договор, измени и дополнувања со новиот закон за работни односи, што апсолутно и нема врска едно со друго. Значи, ние можеме да се прилагодуваме секогаш кога ќе има потреба за тоа. Меѓутоа, едно е јасно, дека со општиот колективен договор треба да се уредат заедничките права на сите вработени во јавниот сектор. Или поточно кажано, сите оние кои што ги црпат своите средства за плата и додатоци на плата од буџетот. Значи, со тој општ колективен договор мора да се регулираат сите права. Во спротивно, утре ќе испадне некој друг грански синдикат со некакви други привилегии, заутре некој трети, така натака, тогаш место да се испегла работата во јавниот сектор, да се проблемите да се сведат на минимум, овдека се прави уште поголем раздор внатре во јавниот сектор, каде што единствениот извор за финансирање на јавниот сектор е буџетот на Република Македонија. За таа цел, значи, со општиот колективен договор треба тоа да се договори и јас сум уверен дека ние ќе успееме во ова наше барање во наредниот период со новата влада да седнеме и да го доуредиме општиот колективен договор, кај што ќе бидат вградени меѓу другото и регресот за годишен одмор и превозот на вработени, ноќниот труд, дневници за службено патување и така натака, се што е недоуредено или се што е нејасно. Се надевам дека новата власт ќе постапи согласно актуелните закони и дека конечно ќе ги прифати документите кои што се
оставени во Министерството за труд и социјална политика од страна на Конфедерацијата на слободни синдикати и дека ќе издаде решение за репрезентативност на Конфедерацијата на слободни синдикати. Моето следно прашање е поврзано со вашите членови, односно дали пристигнуваат реакции од страна на вашите членови во однос на овој според некои од гранските синдикати кои што членуваат кои што се дел од Конфедерацијата на слободни синдикати, еве на пример САДУ, рече дека ова е дискриминирачки колективен договор. Дали има реакции од вашите членови незадоволство? Жестоки реакции и со јавување кај нас, пуштање мејлови во централата на Сонка, секако и по социјалните мрежи, кај што незадоволството е огромно. Така да знаете што кој како прави, на крај народот ќе се испорача за се она што се прави. Затоа многу внимателно треба и што велат старите, три пати мери една сечи. Вакви избрзани договори, некакви одлуки избрзани носење, тоа не води кон добро. И моето последно прашање, дали е можно да очекуваме заедно здружени со вашите со членовите со гранските синдикати на КСС да настапите, да преземете мерки за да повторно го искажете вашето барање дека сакате до уредување на општиот колективен договор? Па да, дефинитивно. Значи, тоа е во нашата програмска определба, тоа е реализирање на програмата и тука отстапки нема. Во секој случај нашите барања се транспарентни, отворени, јавноста ги знае, особено нашите членови кои што не следат и очекуваат од нас ние како раководство да поведеме иницијатива за остварување на тие наши барања. Се разбира тоа што можеме ние по пат на преговори да го направиме, ќе го правиме, меѓутоа доколку има потреба, тогаш ние го активираме и нашето членство и тогаш може и да се радикализираат нашите барања, да се излезе на масовни протести, штрајкови и така натаму. Во секој случај ние сме еден сериозен синдикат, најголем синдикат во јавниот сектор, зборувам како Конфедерација на слободни синдикати, без разлика тоа што многумина го негираат и сакаат да го негираат, фактите се тие. Дефинитивно имаме најголем број членови во јавниот сектор и моето убедување е дека ова што сме почнале да го бараме ќе го завршиме во наредниот период. Ви благодарам, господин Неделков. Ви благодарам и вас, почитувани гледачи, за тоа што не следевте и имајте пријатен ден.